Продолжуваме со втората панел дискусија на темата руралниот развој и можностите на младите за предприемништвото. Ја поканивме Билјана Петровска-Митревска, проект менаџер од Националната федерација на фармери, да ни се придружи како дискутант на оваа панел дискусија. И после тоа поканивме 4 млади говорници, ентузијасти, кои што одлучиле да почнат своји бизниси во руралните средини и да бидат успешни во својата област. Горан Балевски, млад земјоделец и дипломиран агроном, основач на органска задруга Беорганик од Валандово. Наталија Кировска, млада пчеларка, дипломирана економистка, пчеларство Кировски Кочани. Иван Додевски, исто млад пчелар, Додевски пчеларство, член исто така на Национална федерација на фармери, на пчеларското здружение Матица од Скопје. Јованче Пармачки, млад одгледувач на овци од фармата Пармачки од село Будинарци, Беровско. Прво збори давам на нашата драга колешка од Федерација на фармери Билјана Петровска-Митревска, после ќе продолжиме со дискусијата со младите дискутанти. Повели Билјана. Да, ти благодарам, Маја. Така што овој панел го насочуваме кон младите земјоделци, што ние имаме како потенцијал во развојот на земјоделството, реално како потенцијал. Така што би му дале зборови повеќе да се обраќаат нашите млади земјоделци. Јас би сакала само на самиот почеток да укажам во делот на Европската директива, која што е поврзана со заедничката земјоделска политика 2023-2027 година. Значи не е се розевони во Европска Унија, значи земјите кои што се членки на Европската Унија исто така се со недостиг на млада работна сила. Тоа можам да потенцирам според официјалните статистики. Едноставно околу 12% од земјоделците во земјите членки на Европска Унија се млади земјоделци, од нив само 4% се млади земјоделки. Значи, ме многу опадната самата структура и реално насочени се членките на Европската Унија и сега постојат дискусии тука кои што се јавуваат дека 3% од буџетите на секоја земја членка на Европската Унија мора да е наменета, кои што се однесуваат на земјоделство и на рурален развој, мора да е наменета за младите земјоделци и за отворање на земјоделски бизниси во руралните средини од страна на млади луѓе. Така што и во директните плаќања веќе се вклучени младите земјоделци, значи во субвенциите, каде што постои одделна ставка од нив по паушално добивање на средства од 1 хектар наменети за млади земјоделци, а додека руралната програма е многу согласена и со нашата рурална програма, каде што ние имаме тука мерки за млади земјоделци, за започнување на бизниси, мерка исто така за развој на веќе започнати бизниси, но реално тука би му дале збор на самите соговорници, првин да се представат, сметам, е добро и потоа ќе ги подставиме и одделните прашања, така што Горан повели. Да. Добар ден од мене. Пред се благодарност за можноста да еве и ние дадеме придонес на оваа сесија. Јас сум Горан Балевски, пред се млад земјоделец од Валандово, менаџер на прва оранска задруга од Валандово. За другата прво вака ние сме нашето семејство е една, може да кажам, можеби првата орански сертифицирана парцела во држава, најверојатно е нашата, уште од 2000 година. Практично сме пионири во органското производство. Последователно во 2019 година ја формиравме и првата оранска задруга, која што беше формирана од околу 13 ентузијасти во органското производство. Мешовито секако, иако примарниот продукт ни е бадем, орански бадем, па така преку задрugата успеавме да го формираме и најверојатно првиот бренд кој што е формиран од задруга, земјоделска задруга, Беорганик, каде преку кој што ги пласираме нашите производи, органски производи, преку дистрибутивната мрежа со која што имаме случајно договор низ државата. Имаме обиди и за извоз
каде што веќе станува се поизвестно дека сме и како задруга мали за тие пазари. Покрај продажбата и организирањето на нашите органски производи под истиот бренд, нашата задруга нуди и едукација, нуди и споделување на опрема, како на нашите задруги, така и надвор на нашите задругари, така и надвор од нашата задруга на земјоделци. И сметаме дека истото ќе го со истото темпо ќе продолжиме и понатаму. Благодарам. Да. Добар ден на сите. Многу сум благодарна за оваа покана и чест ми е што сум дел од овој настан. Јас сум Наталија Кировска и сум дипломирана економистка на факултетот на економскиот факултет во Скопје и со насока маркетинг и сум дел од пчеларство Кировски. Тоа е фамилиарен бизнис што сум вклучена во производството, во делот од продажба и делот од маркетинг. Пчеларство Кировски постои повеќе од дури е постаро од мене. Постои повеќе од 32 години и има широк асортиман на производи од примерен производ кој е медот, органски мед со сертификати, веќе имаме голема палета на производи од матичен млеч, прополис, имаме сапуни, веќе сме и во делот на органска козметика, што значи тоа многу расте со текот на годините, се повеќе клиенти се задоволни од производите и со тоа го докажуваме квалитетот на производите. Исто така сум вклучена во настани, моментално исто имаме настан за пчелари, така да може да го посетите. И сум исто така вклучена во цел процес на пчеларство Кировски. Околу 200 сандици имаме во моментот. Така да имаме во Соговскиот и Малишевскиот крај и покрај тоа бев дел и од Меден Исток, што е асоциација, тоест здружение за пчелари кои ги обединува пчеларите од Бригалничкиот регион. Таму организиравме обуки, што имам дел и познавање од тоа како функционираат пчеларите во тој регион. Благодарам. Ти благодариме, Наталија. Иван Додевски исто така е млад пчелар. Повеливан. Ти благодарам, Билјана, за најавата. Поздрав до сите присутни. Јас сум Иван Додевски, професионален пчелар. Семено производство повеќе од 20 години, почнувајќи од татко ми, по традиција се вклучив и јас со одледување на медоносни пчели, со тоа што ги зајакнивме нашите капацитети производствени. Располагаме со околу 500 пчелни семејства, лангструтови, како што спомнав, вклучено е целото семејство, регистрирани сме како индивидуални земјоделци. Исто така имаме регистриран и објект како примарни производители на мед и пчелни производи. Специфика за нашето пчеларење е тоа што пчелните семејства ги селиме на повеќе локации со цел да добиеме повеќе видови на мед. Тоа не натера, да кажеме, и климатските промени кои што се случуваат и препреките кои што ги имавме, не натера да имаме некоја промена во однос на пчеларењето. Производите ги пласираме онлайн преку нашата веб страна, исто така имаме 2 специализирани продавници со исклучиво нашите пчелни производи. Од пчелните производи ги спомнам сите, значи сите се вклучени во производството. Мислам дека од текот на годините како изминува последните 10 години направивме еден бренд каде што сме препознати по квалитетот на нашите производи, со тоа што се надеваме дека ќе се укаже можност да го зголемиме производството. Така да тоа е сега за сега. Иван, само колку пчелни семејства исто така имате? Над 500 пчелни семејства. Работиме јас и татко ми и сопругата. Тројца, да, тоа ни е малце проблем, бидејќи имаме недостаток на работна сила, немаме би можело само со прашања да поминеме да се кажат, да ни ги прекинуваме, пак имаме панел дискусија со ова.
кои што се соочуваме на недостаток на работна сила и заради тоа последниве 4-5 години остануваме на таа бројка на пчелни семејства. Не можеме да ги дуплираме и двократно, меѓутоа се соочуваме со повеќе проблеми кои што покасно сигурно ќе ги наговестиме кои ни се. Така, тоа е сега. Ти благодарам, Иван. И Јованче Пармачки. Здраво на сите. Повелите. Јас сум Јованче Пармачки од село Будинар Циберово, компјутерски инженер. Моментално работам на нашата фарма заедно со мојата фамилија. Ја водиме фарма Пармачки. Произведуваме органско овче сирење и наша цел е да го зацврстиме и да го задржиме тоа традиционалното и домашно производство на органско овче сирење. Имаме околу 600 и косуровци, секоја година ги качуваме, нашата бројка се качува, се шириме, пробуваме моментално да направиме некој бренд, работиме на тоа цела фамилија. Тоа. Ти благодарам, Јованче. Нека да почнеме со дискутантите. Кои се предизвиците, да не речеме сега проблемите, поново ги користиме предизвиците термин со кои се соочуваат младите земјоделци во нашата држава? Можеш, Горан, да. Па ќе имаме доста, ќе ни треба доста време за да ги наброиме сите, ама еве ќе пробам јас да се осврнам на она што сметам дека е најбитно. Јас би почнал пред се од руралните средини. Мислам дека руралните средини немаат така надежна идеја. Во смисла бројките кажуваат дека секоја од година во година се помалци и помалци млади остануваат, се помалци и помалци имаме и новороденчиња, добро и тоа се спомне. И статистички прогнозата и прогнозирајќи каде оди бројот на особено на млади во руралните средини, не знам колкава е еднината, поддршката е недоволна. Сметам дека во најголем дел од руралните средини поддршката се сведува на патна инфраструктура, што е најмалце битно од се во нашиот случај. Младите земјоделци особено се соочуваат, па не знам со кој проблем не се соочуваат веќе. Вака, ја би кажал дека да, има поддршка од страна на државните мерки кои што се нудат, кои што им се на дофат на секој на сите млади земјоделци. Сепак тоа е премалку, сепак тоа е преспоро. Тука мора да спомнам бирократијата, тие бариери административни со кои што се соочуваат земјоделците. Од кој аспект? Секој млад денеска се е инста. И тоа го имаме и ние во предвид. Сигурно веќе сите го имаат во предвид дека сакаме брзи промени. Веќе не може да чекаме за промени. Кога минуваме низ тие процеси за поддршка, во случајов конкретно ќе зборуваме, така споро се одвива. И така е ентузијазмот и мотивот за да се работи како млад земјоделец пласнува. Во која смисла, не знам, еве една идеја ќе ја земеме која што треба да биде финансирана преку мерката млад земјоделец која што ја спомнавме, па верувајте дека од апликација до нереализација, до исплата, ја не знам некој дали има поминато помалку од 2,5 години, 3 години. Па може некаде и 4 години. Само за да знаеме дали сме одобрени за таа апликација за поддршка, ни треба мекојаш до година. Вака сега ја ги поканивме тука колегите од платежна агенција Дарко и Перо тука се. После за тоа ги поканивме колегата од рурален развој. Да. Како и да е, значи ќе тој се поканети на крај на панел дискусија ќе дискутираме и сепак значи добро и од агенцијата и од министерството да ги слушнат проблемите, да се наслушнат, значи корективни мерки да се предложат, значи се мислам се треба да се оди со дискусија,
со укажување некогаш и предводство. така. Некои работи не зависат ни до администрацијата. Едноставно ќе продискутираме на крај на дискусијата, затоа и ги поканивме од прва рака да ни кажат од нивно видување нивните проблеми, да се соочат со вистинската, да речем, реална ситуација на земја, на поле што е. Да. Сега да му дадеме простор, нека кажат, редно е еднаш да ги слушнеме младите, нека ги кажат своите проблеми, па потоа ќе се вклучиме сите со дискусија. Реално, ако сакаме да ги зачуваме младите, треба да ги слушаме. Вели Горан. Еве за сите проблеми и поддршката и од страна на агенцијата. Ланска година бевме преку еден со поддршка од страна на име пазар на работливост или на македонски, не знам никогаш, increasing market employability. Бевме на една посета, на студиска посета во Словенија, каде што баш сите овие теми ги начнавме и ги дискутиравме со нив. Бевме во платежната агенција, бевме во Министерство за земјоделство, бевме на состанок со Сојузот на рурална младина. И ја начнав како тема, конкретно во поддршките и процедурите, таа бирократија низ која што треба да помине еден млад земјоделец. Верувајте дека во разговор, моје мислење е дека и што го имам собрано во разговорот со млади земјоделци, дека младите, не само млади земјоделци, туку сите земјоделци, некако како преку сите овие програми за поддршка, како земјоделецот да е третиран, може да звучи лошо, ама така е, како да е третиран како криминалец. Сега он е криминалец и сега ние ќе најдеме начин како ние да го спречиме да створи криминал. И од тука ми дојде прашањето во Словенија, во агенцијата, што се случува, како вие во Словенија ги решавате овие случаи на кога има проневера во поддршката. И сега се даваат неколку опции, ако он направил вака, ако направил така, па ние ќе му даеме рок толкав, па рок во толку време да го реши тоа. И на крај викам, добро, еве сите тие начини ќе ги поминеме и што потоа. Па потоа се има обвинителство, се има судство и така натака. И сметам дека и така треба да биде и кај нас, пошто ние многу сме заглавени во тие процедури да не се направи криминал, ама толку време губиме на сите тие процедури, каде што младите треба да достават документација, да достават нотарски ова, па премногу време, а било која инвестиција ние не можеме да ја завршиме, да ја планираме за да биде реализирано толку многу време. Се менуваат трендовите, еден тренд ако сме за една идеја, ако сме имале за еден тренд сега, најверојатно после 3 години веќе нема да биде истата. Тоа за тоа, друг предизвик со кој што земјоделците и младите земјоделци особено се соочуваат е огромен и го осеќаат најмногу земјоделците според мене се климатските промени, за кој што сметам дека ние не може да го измениме тој процес, ама може да се адаптираме на тој процес. Адаптацијата, за разлика од другите колеги во другите земји, сметам дека сме многу назад. И тоа е една голема демотивација за секој земјоделец, пошто ги осеќаме на наш грб од година во година. Понатака би го истакнал како предизвик и пристапот до финансии, каде што во државите околу нас, исто ќе кажам, се многу поедноставни процедурите, се многу... Еве ќе ја земам Словенија за пример, пошто тоа ми е секогаш феноменален пример што го слушнав таму. Секогаш доаѓа прашањето, еве и да се 20.000 евра и да се 30.000 евра некаква поддршка, било колкави да се средствата, дали младиот земјоделец ги поседува тие средства за да добие рефинансирање за истите. Односно тие се средства кои треба да бидат повратни средства. И тука доаѓа моментот колку може младиот земјоделец да се финансира, како би се финансирал кај нас во државата. И го прашавме и тоа во Словенија и они имаа еден феноменално решение преку нивната развојна банка. Имаат можност да се финансираат со 0,5-1% каматни стапки. Имаат можност да бидат 80% со 80% гаранција за финансирањето и имаат доста високи суми на финансирање. Тоа е начин како се развива и како се добива пристапност до финансии во кај земјоделците.
Понатака, не можеме да не ја спомнам работната сила како предизвик кај нас. Верувате дека годинава од секој мајлстон во работната сила е кога ќе дојде гроздоберот. Во Валандово конкретно, годинава официјално сезонската работна сила во земјоделството ја надмина саатницата на здравствените работници, особено на докторите во здравствениот дом во Валандово, што кажува многу за пазарот на труд. Од тоа сметам дека треба час побрзо да ја добиеме таа подршка во механизација и час побрзо да добиеме таа подршка во механизирање и во дигитална трансформација, бидејќи друг начин нема како да се извадиме од ово. Во смисла дигиталната трансформација во смисла да час побрзо пристапиме на еден нови бизнис модели во земјоделството. Може да го ставиме и за следното прашање да му дадеме избор да кажат другите. Да, ти благодариме, Горан. Стварно инспиративно и стварно си голем активист за младите фармери, морам да кажам, кој што работи доста на оваа проблематика. Наталија ни е млада пчеларка, па еве конкретно и со кои реално предизвици вие се соочувате како млади земјоделци? Горан повеќе зборуваше и општо, но што реално вас тоа ве потиснува? Да, реално ние младите како млади земјоделци ние се сретнуваме со многу предизвици секојдневно и сметам дека ограничувањето до финансии, до кредити е многу битно за понатаму како прво да се започне со бизнис, а потоа и да расте тој бизнис. Затоа што сметам дека инвестицијата е битна како на почетокот, така и постојано во бизнисот и тоа ќе биде многу битно доколку добиеме поголема сума од тоа што е предвидено моментално и претпоставувам дека многу млади ќе бидат попривлечени да бидат дел од земјоделството отколку што се сега. Така да, како што спомна Ивана Улична, дека младите земјоделството го сметаат како неуредна професија, неуредна кариера, така да сметам дека ќе биде тоа баш привлечено за младите и би требало да се зголемат тие финансии и кредити, како и грантови. Исто, мој предлог би било да има повеќе мобилност за младите, така што како што се пример Еразмус проектите, така што ќе можат да патуваат во странство, да применат некои идеи, практики од странските земјоделски фирми и да го пренесат тоа во Македонија. Ви благодарам. Благодарам, Нате. Иван? Јас ќе се надоврзам само на сето ова. Мислам дека информациите кои што треба да ги добиваме во однос на повиците за добивање на мерките и грантовите треба да бидат побрзи, да не бидат само на платформите на веб страните на институциите, туку и ако успеат некако да ни ги пратат на мејл или да не контактираат, бидејќи ние реално кога сме на терен, многу тешко можеме да ги следиме тие повици и секогаш доцниме. Така да мислам дека треба да има поголема врска помеѓу земјоделецот и институциите во однос на повиците. Исто така треба да се направи некоја разлика од млад земјоделец до почетник земјоделец. Тоа исто така битно и да се точно да треба да се знае колкави грантови и поддршка им требаат и на едниот и на другиот. Например, јас сум млад земјоделец, меѓутоа пчелариме повеќе од 10-15 години професионално и сега нас ни треба опрема која што не е за почетници, да кажеме, туку веќе иде во преработувачка индустрија, значи ни треба многу поголема финансиска поддршка бидејќи имаме поголеми трошоци. Значи во тој дел треба да се направи некоја разлика. Потоа во однос на производството кое што го имаме конкретно на пчелните производи, мислам дека треба државата да покрене една едукација да направи пред се на потрошувачите на пчелните производи, значи да си има една кампања каде што свеста за потрошувачка на природен мед и свеста за купување на македонски мед, значи од локално производство, треба да се покрене. Треба да не раздвојат ние како производители на конкретно на пчелни производи, треба да се одвоиме
оној мед кој што го има во маркетите или во пазарите, кој што е не е од наше потекло, значи може би со сомнителен квалитет, треба да се направи некое раздвојување. Значи во ред може да постави и од тој пекарски мед, да речеме, и од природен мед. Меѓутоа треба да се има граница. Тука е малце хаотично во однос на тој дел, во однос на нашата промоција како производители. Инфраструктурата исто така не е многу битна. Например, ние каде што работиме на терен со пчелите, возиме по земени патеки, да кажам патеки, не патишта. Ни треба специјални возила за да можеме да дојдеме до тие терени. Така да, ете, тука би се надоврзал исто така. Кај мене имав случај за жена ми е исто така млада земјоделка. Заради неинформираност или пак не знаевме каде да прашаме, пропушти труднички надомест. Се обраќавме, баравме на друга врата, да кажам. Меѓутоа, ете, значи има многу информации кои што не доаѓаат до нас. Не знам сега друго околу кредитирањето преку бизнис планови може исто така да ни се помогне. Например, ние во банка како земјоделци ние не можеме да подкренеме кредит кој што ќе можеме да го искористиме за инвестиција. Тука треба државата со банките да има некој договор или некоја гаранција каде што гарантира со бизнис планот кој што ние ќе им го принесеме да ни одобрат некој фонд каде што ќе можеме да инвестираме во опрема. Значи ние не бараме пари, бараме финансиска поддршка само за опрема. Добро, Иван, ти благодарам. Последниот наш панелист, да кажам, ни е Јованче Пармачки, доаѓа од Берово, како што се представи, од Бодинарци. Тоа е еден регион многу убав, но реално се соочувате со многу предизвици. И јас би те замолила, Јованче, да ги укажеш тие работи и исто така ти имаше аплицирано и за ИПАРТ програмата. Можеш да ги укажеш на тие бариери кои што се соочивте како млади фармери. Проблемите што ги имаат младите фармери ги имаат и старите, само младите се уште треба малку повеќе да им се обрне внимание, бидејќи не знаат како да кажеме. Еве, например, за млад земјоделец, што треба, Иван убаво спомна, треба да бараме кредит, а кредит не можеме врз основа на што да земеме ние. И тука тоа би требало да биде променето, ја предлагам како некој грант да биде директно платено, да бидат платени тие машини, да не мора тоа ние да вадиме кредит, па потоа да не ги враќаат парите. Секако да проверуваат, тоа е некој да кажеме некоја грешка. Друго, субвенциите и да се доволни, треба да се навремени, бидејќи на земјоделците и стојчарите посебно, им треба да е навремено, бидејќи кога купуваат тие намерници во пролет, или есен, касна зима, цената се качува иако би субвенциите, така стануваат субвенциите скоро па безвредни. И да се доволни, ако не се навремени, губат вредност. Друго, па од руралните средини ние можем да кажем дека имаме одредени проблеми со пример доставување документи, зашто тоа не би можело да се доставува во нашите општини, бидејќи земјоделците губат ден само за да достават еден документ ако фали. И тоа е голема пречка не само за мене, за многу од околината мои колеги, да кажам. Други проблеми што можам да кажам се секако инфраструктурата, модернизацијата треба да се биде подобрна за да може млад земјоделец да работи. Ако не се модернизира, не треба да очекуваме дека некогаш ќе оди има работна рака, работна сила. Нема работници, нема и нема ни да има. Единствено решение според мене е модернизацијата. Значи се да биде со машини, со напредна технологија и така, за тоа секако треба поддршка. Треба да се некако олесни тоа, да се долови до земјоделците. Како што кажа Иван, многу земјоделци од многу работа испуштаат доста добри проекти, доста добри мерки. Треба тоа да им се доближи до одредени земјоделци.
Мислам дека сите тие проблеми кои што се повтараат повторно, нема веќе потреба да ги повтараме бидејќи се многу и ќе ни одземат само време, како што е цената на јагнето со кое што стоќарите се борат веќе со децении и тоа не е решено. Треба проблемите да се решаваат еден по еден, ама да бидат трајно решени. Не може сега да го решиме овој проблем, до година чекаме друг проблем, ние стариот пак ни се враќа. Тоа треба да се најде како тие проблеми трајно да бидат решени. Да се најде некоја цврста основа и да се почне од некаде. Мислам дека доста од тие решенија што пробуваат да ги најдат се доволни, се само малку фали да биде одлично. Малку фали за сите тие, малку фали еве пример субвенциите и да се доволни, ако се навремени, ќе се одлични. Такви се многу примери. Ви благодарам за истакнувањето вака на проблемите. Може јасно Предизвиците, прашање, што вас лично ве мотивираше да останете да работите на фарма? Дали тоа е традицијата, дека ја наследив се фармата или не знам, ето лично ваше лично видување што мотивацијата за да останете и да продолжите со вашето семејно земјоделско стопанство? Традицијата и фамилијата се разбира, ама тоа е далеку од точно дека ако се враќаме назад, ние не сакаме да ризикуваме, баш напротив. Тие што се враќаат да работат со своите фамилии, сакаат да им ја олеснат работата и да се напредуваат. Баш противно на тоа дека немаат желба или немаат храброст да ризикуваат. За да бидеме, како беше интерпренорс, сите ние имаме таа можност во себе. Зошто се одлучи пчеларство? Покрај тоа што е теренска работа и тешка работа, меѓутоа тоа е работа во природа, надвор од градските средини. И тоа може би едно од тие причини ја сакам природата. Второ, мислам дека можам самиот да си го организирам времето и работата. На почетокот мислев дека ќе имам повеќе слободно време, сега немам. Меѓутоа, сепак сум благодарен на оваа дејност, благородна работа е пчеларството и мислам дека нема никош да прекинам да се занимавам со оваа дејност, така да ќе останам на пчеларство до крај. И јас и моето семејство верувам. Ќе заеднички понатака ќе продолжиме. Да, јас се согласувам со Иван и сметам дека пчеларството е многу благородна дејност и тоа е една од причините поради која јас сум во пчеларството, затоа што многу луѓе се живи и здрави благодарение на такви здрави производи што ги имаме во Македонија и сметам дека мед, млеч се производи што јас ги користам од бебе и многу ми помогнале и затоа знам дека имам многу задоволни клиенти и тоа е една од причините поради која јас сакам да се занимавам со пчеларство. Благодарам. Не можам да кажам дека не ми е всадено мено во мали нозе. Секако, јас и брат ми го наследивме на бизнисот и знаете како, сметам дека ме фасцинира моментот кога ние секоја година создаваме. Создавањето на продуктот кој што го имаме и на смеаните лица на крај на еден клиент, мислам дека е доволна мотивација за да се работи. Секако дека земјоделецот не е само земјоделец производувач. Тука е сеопфатно е. Ние сме и земјоделци, книговодители, и агрономи, и маркетери, и се што може да биде земјоделец, бидува, бидејќи најверојатно само така може да успееме како особено младите земјоделци. Малите земјоделци, извинете. Ви благодарам на дискусијата, на вашето видување. Значи, да заклучиме дека руралните средини прво немаат инфраструктура, се согласуваме, финансиска поддршка. Да, ќе ги ставиме за препораки, дека финансиска поддршка, дополнителна фали, премногу се чека за одобрување на апликациите, навремени субвенции очекуваме од страна на земјоделците и информирањето на јавноста за повиците
На време, кои што се објавуваат од страна на Министерството и платежната агенција. Сега ја имам уште едно прашање. Надвор, да речам, поврзано со нашата тема, здружувањето. Како што гледам сега, вие сите сте дел од една од задругите. Пошто имавме два повици финансирани преку Европска унија за задруги, и вие сите користевте преку задругата грантови од Европска унија за вашата задруга. Ако имате некој од вас коментар за позитивен аспект и влијание, колку таа набавена опрема ви подобри во вашата организација за работа, во вашата ви олесни работата, пошто баш тоа последниот повик беше за млади предприемачи, иновативен менеджмент и слично. Ако некој има искуство и мислам, знам дека имаат, пошто од Пачемски знам дека беа во задруга и не знам другите кои беа. Мислам да вие бевте да. Така да, не знам дали користеше од ЕУ финансиран грант. Само 9 од првиот грант, да. Ако имате видување, пошто тие баш се финансирани преку нас, да речем, преку нашата програма од ИПА. Прво малку би се навратил, би спомнал една скоро па негативна точка, потоа ќе кажем кои се сите позитивни. Уште една добар пропуст имаме тука, што се третираат земјоделците, например, кога аплицираме и одредени машини, се качува нивната цена, ама државата тоа не ги прифаќа и мора земјоделците тоа да го платат од джеп, бидејќи самите препродавачи ја качиле цената. Не треба толку да се фокусираме на земјоделците, туку малку повеќе треба да се обрне внимание на препродавачите, бидејќи на крај тие ги качат цените, ние добиваме поддршка, тие се многу повеќе ќар отколку земјоделците. Тоа е една добра точка дека треба да се обрне внимание. Малку да се тие третираат како што спомна колегата криминалци, а не земјоделците. Бидејќи стварно има големи пропусти, големи интриги со нив, што треба тоа да се разреши. Инаку за пофалба секако дека е, бидејќи ако не се субвенциите, сега да прекинат субвенциите, до година 99% од сточарите ги продадат своите стада. Тие се ветар во грб субвенциите. Добро, да, ова беше за конкретно за грантот финансиран од ИПА 2019, кој што го за другите го добија. Да, добро, како и да е. За референтните цени може колегите да си кажат се ти има специјалиста на референтни цени кои што ги изработува платежната агенција, кои што сепак не се прифатливи за скокнување нели од тие цени. Али ајде подоцна ќе развиеме дискусијава, мислам дека и колегите имаат многу да кажат тука за дискусија. Така да да, би можело да им дадеме збор едноставно самите препораки да ги кажат. Значи, што вие сметате дека треба да се направи од страна на државата, што треба да се направи во рурални средини? Јас би почнала од Јованче и ќе завршиме со Горан. Доста одрешени. Да, нека ги кажат препораките, така е целосната концепција на самата ЕУ конвенција, да ги кажат и потоа ќе отвориме сама дискусија со дополнителни прашања. Доста од тие решенија ни ги кажавме, јас не би повторувал повторно, бидејќи секој проблем веднаш го кажавме решението, бидејќи проблемите не само ние, тие се повтарани повторно. Сега тоа е се што имавме да кажеме за тие решенија. И се надовор на Јованче. Мислам дека од побитните работи е да имаме побрзи и подостапни информации, соработка со подрачните единици во однос на повиците. Инфраструктурата неминовно исто така треба да се подобри во руралните подрачја. Да се ограничат млади земјоделци со почетници земјоделци, да се дадат поголеми поддршки на младите земјоделци. Производството кое што потекнува од македонските земјоделци да се промовира и да се фаворизира и медиумски да биде покриена и во маркетите да има обележано место каде што имаме наши производи. Сега во тек е една кампања Македонско најдобро, вклучени сме, бар јас го имам веќе во блогот, влезен сум, така да во таа насока
Гледам дека се движиме, меѓутоа треба може да побрзаме, може би сме задоцниле, ама верувам дека ќе успееме да излеземе, да речеме, од ова криза која што се соочуваат младите фармери. Да, веќе се е кажано, така да јас би додала едукација повеќе за тоа за тоа како можеме ние да се вмрежиме, да се здружиме како млади повеќе и како да ги пласираме нашите производи, така да мене лично едукацијата многу ми помага и сметам дека е тоа доста битен фактор. Благодарам. Горан, јас те прекинав. Не, јас ќе пробам колку што можам да бидам побрзеви овој пат. Би се сложил многу со Наталија, особено кога спомна за зголемување на мобилноста кај младите. Сметам дека треба да имат можност младите земјоделци да бидат што помобилни и да видат што е можно повеќе успешни приказни. Како надвор, така и внатре во државата, сметам дека ги има доволно, но убаво е да се види како другите колеги од другите држави работат. Сега успешните приказни понекогаш може да бидат и демотивирачки, но најчесто мотивираат за тоа како ние да работиме. Обуките, едукацијата. Ние оваа година имавме на можност преку еден проект кој што го работиме заедно со ИМЕ да донесеме експерти, донесовме и од Турција за калинката, донесовме и од Шпанија за бадемот и воочивме дека имаме многу грешки кои што уназад години не сме ги воочиле, кои треба да донесе до пораст на приносите во нашите плантажи. Тоа значи дека имаме огромен дефицит од експертиза. Со тие едукативни програми кај младите земјоделци секогаш легови тоа вмрежување, мрежно дружење да го кажеме, каде што се разменуваат искуства, се разменуваат знања, потребно е се повеќе да има такви програми. Јас би спомнал како најголема можност, особено кај младите земјоделци, додадената вредност. Секој млад земјоделец, особено ако е мал, би требало да започне со додадена вредност во смисла дали ќе преработува, дали ќе работи на маркетинг. Тоа се треба да биде поддржано. Тоа би била моја најголема предлог, можност или мерка. Добро. Благодарам, И Горан. само уште една работа, ако може да се надоврзам, пошто заборев. През, како не се лажам, професорката Ана спомна дека имало мислење дека друго беше дека младите не преземаат ризик ако не одат во урбани средини. Така беше или грешка сум? Не? Нема да преземат. Така ми зазвона, извинете, грешно. Пошто сметам дека најголем ризик би бил да остане во моментот во урбаните средини. Фале. Да, ти благодарам, Горан. Значи, Маја, може се да отвориме дискусијата доколку има прашања. Да, ако не, професорката, ако сака да ги сумира. Имаме, да, добро, ајде. Ајде да отвориме тоаш дискусија. Пошто стварно е интересна темата, има многу интересни препораки. Па да ги слушаме, еве сега, како вовет може вака некој да го да им дадам збор на платежна агенција, значи министерството се труди, значи и преку своите програми, дали рурален развој програмата, баш као тоа субвенциите, дали преку ИПАР програмата да креира мерки и политики за младите земјоделци и за цел да се задржат во руралните области. Последната мерка која што беше активна оваа пролет, еве колегите ќе ви кажат последниот повик како беше за млад земјоделец, колку има заинтересираност, колку добиле. Ќе го поканам колегата Дарко од платежна агенција да ни каже некои детали и негово видување како, мислам, не само од негова страна на така да. Можеш слободно. Грлац, мајде ќе зборам на микрофонот потивко. Многу ми интересно што секогаш платежна агенција фокусот вака за лоши коментари. Денеска само јас сум представник и ќе се обидам да дадам
се надевам имаме време на моја Тоа си перспектива. представник не само од агенцијата, туку и од Министерство. Маја е од сектор Европски развој. Столени замина, другите столени што замина, беа, не се тука. Нема проблем. Не сакат да слушат. Добро, окей. Ај најпрвен да се представам. Дарко Тишовски сум јас. Во агенцијата работам повеќе од 12 години. 11 години имам искуство во националните програми, во делот на исплатите, каде што се издаваат решенијата, конкретно во руралниот развој. Додека оваа година работам како раководител на националните програми во делот на одобрување на проекти. Како што и самите спомнавте, оваа година имаше дузина на објавување на јавни повици, почнувајќи од млади земјоделци, од задруги, од набавка на опрема за производство, од куќен прак, механизација имаше јавен повик за систем капка по капка, за заштита од мечки огради и така натаму, значи дузина јавни повици кои што во минатото искрено толку години работам, не се сеќавам дека имал јавни повици. Еве конкретно да почнеме од млади земјоделци, бидејќи нели темата е таа. Сакам само да напоменам дека во 2021 година, веќе почнам од таму, имаше јавен повик за млади земјоделци, каде што имаше вкупно 111 апликации, односно беа издадени околу 38 решенија за одобрување и беа исплатени нешто околу 20 милиони и 18 милиони евра. Денари, се извинувам, 18 милиони денари. Да. Во 2023 година, значи после 2 години, имаш исто така јавен повик за млади земјоделци, каде што имаше 44 апликации, каде што беа одобрени 22, а исплатата беше околу 8 милиони денари. Оваа година, 2025 година, објавивме јавен повик, каде што имаше 254 апликации, значи 6 повеќе кратно од минатиот јавен повик, и беа одобрени 117 баратели. Значи, јавниот повик беше објавен мај месец, заврши крајот на мај месец, додека веќе се склучени договори, веќе се одобрени и веќе барателите поднесуваат барања за исплата, односно веќе почнуваат да ги реализираат своите инвестиции. Сакам да напоменам дека како никогаш оваа година беа експресно обработени младите земјоделци со најголем број на апликации и морам да напоменам дека знаете како секогаш ја ги разбирам земјоделците, нели сакаат све, сакаат одеднаш, меѓутоа треба се види другата страна, во кој контекст. Значи, кубуриме прво со просторија. Седат двајца луѓе буквално на едно биро. Имаме малку број на вработени, имаме огромен број на апликации, значи имаме апликанти јавни предпријатија, имаме општини, урбанистички планови и така натаму, значи еден захтевен процес на работа каде што буквално треба време да се обработат сите апликации. Треба да се запазат нели законите, закон за земјоделство и рурален развој, правилници, уредби, програми и така натаму, така што станува збор за една обемна и комплексна работа, но како и да е, уште еднаш ќе повторам дека оваа година најбрзо се обработија барањата за млад земјоделец. Конкретно, потоа имаше повик за земјоделски задруги. Мора да напоменам дека исто критериумите ги олеснивме во насока на објавување на јавниот повик, така што и поддршката е 90% од бараната сума, односно до 15 милиони денари. Земјоделските задруги нели требаше да се пререгистрираат, голем дел се пререгистрира, така што важат нели новите услови од новиот закон и сакам да напоменам дека исто така и за земјоделските задруги имаше огромна заинтересираност, голем број на апликации кои што веќе во моментов ги обработуваме. И за младите само да се навртам дека еве сега разговарав со колегите, ми кажаа дека веќе пуштаат решенија за авансна исплата, бидејќи младите земјоделци има опција да поднесат барање за авансна исплата до 40%, значи да земат пари од државата, а до крајот на ноември месец да реализираат целата инвестиција, така што веќе агенцијата издава решенија и решенијата се процесира до Министерството за финансии. И јас би имал толку, доколку имате некои прашања, еве да не... Дарко, благодарам. Мислам дека беше многу интересна, многу од корист за сите. Не само за младите земјоделци, него за сите тука што присутни на дискусијата. Горан има... Да, спомнавте за 21 и 22 дека има 111 апликанти, примерно 38 обработени, или 44 апликанти и 22 одобрени, извинете. И се спомнате сума колку се исплатени, а дали може да знаеме бројка колку се исплатени реално?
тоа. Друго, секогаш кога ќе се спомене брзата обработка, одговор од ваша страна, во смисла на агенцијата, не ваша лично, е дека нема капацитети агенцијата да ги спроведе. И сега тука се јава еден проблем, не знам која година, ако може кажете, е формирана агенцијата. И 2007, тоа значи не баре 20 години е потребно за да дојдат на ниво капацитетите на агенцијата, а тоа значи дека 20 години земјоделците не се со така забрзан развој. И во врска со авансната исплата, ја би сакал да напоменам дали информацијата што имаме согласно правилникот кој што излезе, ако не се лажам, Министерството, е дека за да се добие авансна исплата од 40% е потребно 110% на таа сума гаранција. Не? Не, веројатно сте помешале супер програмата, таму е со банкарска гаранција, додека во националните програми таков услов нема. На основа на што се одобрува? Значи треба да поднесете еден образец, барање за авансна исплата, буквално и колегите ви го прегледуваат, го одобруваат и добивате 40% од одобрената инвестиција. Толку е процедурата. Што? Да, професорката Анајва има некој прашање. Во однос на сега и вака ќе му одговорам малце на Горан во однос на капацитетите во агенцијата, мислам пак ја решам, многу е лесно од другава страна да кажете како е. Така, да, значи ние се соочуваме како државата, администрацијата се соочуваме со одлив на кадри, со масовен одлив на кадри. Ја кажам и за во агенција и кај нас во министерство. Остануваме сектори со по 23 луѓе. Значи не можеме да ги постигнеме работите што ни се доделени, работиме преку, да речем, од дома, на одмор, мислам, ја ги сваќам агенцијата стварно, значи, баш като тоа што немаат просторни услови, кај нив има стварно масовен одлив. Значи, по старите колеги сите замина и од кај нас тоа се случува, останавме неколку луѓе што ги носат работата на грб. Мислам, треба и тоа во обзир да го имате, искрено. Да, Повелијана. Јас ќе се тргнам од дискусијата ко финансиите и хуманите ресурси колку се потребни. Би сакала повеќе да продолжам она што на почетокот се дискутираше. Генерално, Маја постави прашање зашто останавте во руралните средини. Интересно е што сите четворица што сте тука се всушност продолжувате еден семеен бизнис, а сте млади земјоделци. Мене имам 3 прашања уствари. Едното е конкретно, доколку немавте семеен бизнис, што мислите, дали би започнале свој бизнис во ова време, во овие услови? Тоа е едно прашање, затоа што немаме тука некој што би го кажал. Може да кажете од ваше лично искуство или можеби од ваши блиски кои што размислуваат, се решили или се откажали, така натака. Второто прашање што сакам да го поставам, неколку пати спомнавте дека ви е битна инфраструктурата. Горан спомена, ама не само патишта и нешто друго. Би сакала конкретно, сите четворица по нешто, што е тоа што ви е најважно и најгорко освен патиштата, значи нешто друго би сакала од инфраструктура. Да не нагањаме, затоа што ние сме сепак над 40, не кажуваме колку години, и имаме различни потреби од вашите. Тоа е второто прашање. И третото прашање, како млади луѓе, што е тоа што вас или тие околу вас би ги натерало да застанат за себе, да го кажат својот став, да бидете слушнати, да бидете активни активисти и така натак. Значи, на кој начин да ги натераме младите да излезат и застанат за себе? Повторно може да зборите од лично искуство или од луѓето што ги познавате. Меѓутоа би сакала да слушнам различни мислења. Значи 3 прашања. Прво беше дали би започнала свој бизнес, второто прашање што од инфраструктура и третото прашање е како да ве натераме, да ве поттикнеме, да ве охрабриме или вие меѓу себе да се натерате, охрабрите. Тоа би било најправилното, меѓутоа секој што треба да се направи за да го земете водството во овие работи што се за вас битни. Фала. Може Јованчеве вака? Прво би почнал јас секако. Значи, може би почнал пак со земјоделство да не беше тоа како наследена фармата.
но најверојатно ќе беше нешто многу работи изменети. Бидејќи се разбира, не може да се враќаме назад, мора да сме модернизирани за да опстанеме, се менува времето, мора да се менуваме и ние. Второ, мислам дека доколку би се сега кога се вративме веќе, како што напредуваме ние како млади земјоделци, самото тоа ќе биде мотив за сите други околу нас млади земјоделци. Еј, чекај, види го, си купил нова кола, работи со земјоделство, зашо да не? Или ако се модернизираме, прво основен проблем за сточарите би кажал би била модерна штала, механизација, мозачки трактори, а тоа е, за тоа треба доста голема сума на пари. Ама, пак како што кажав, да се почне од некаде, кој е првиот проблем, па така натаму. Со самото тоа што земјоделците би биле како послободни, би имале слободен викенд, што тоа сега невозможно е ни празник, ни делник да имаш слободен. Со модернизирано сточарство, ќе имаш слободно време, ќе излезеш на кафе да те видат другите и одма твојот комшија ќе стане млад земјоделец, место да стане, не знам, програмер или диспечер. Тоа. Јас уште додека бев во средна школа, потоа се запишав и на земјоделски факултет и веќе почнати бевме со занимање со пчеларството, така да дали би повторно би започнал, ако додолку јас започнав со пчеларство. Значи не е традиција, татко ми тогаш имаше неколку кошници, буквално заедно започнавме да се надоградуваме во однос на целата пчеларска фарма и се што поседуваме сега, така да во однос на капацитетите, кој што спомна Јованче, сега дојдовме до момент да ни е потребен поголем објект, значи поголем простор. Така да со тоа се соочуваме сега како проблем. И другото прашање, не знам што беше, дали тоа потребно ни е објект, поголем објект, за да можеме да го зголемиме производството. Освен патишта да ни овозможат да исто така да можеме да користиме државно земјиште. Пример, конкретно случај за нас, ние можеме пчелите ги транспортираме или Јованче овците на државно земјиште. Значи тоа исто така може да не се овозможи. Може да не се мешаме, извинете, вака да земете збор, да мислам не да завршиме со дискусијата, да. Да, исто и јас се согласувам со Иван и сметам дека да, патната инфраструктура е битна за тие што пчеларат селидбено, исто и татко ми е главниот пчелар, така да тој го има почнато бизнисот и тој баш има потреба од добра патна инфраструктура. За претходните прашања, татко ми го почнал бизнисот, така да јас сум најпрво без моја желба била вклучена, кога бев помала, сега сум со моја желба, така да со моја волја го продолжувам тоа. И би почнала бизнис со употреба на пчелни производи, може не директно пчеларство, ама со употреба на пчелни производи, така да имам бенефит од тоа што ги имам користено како мала производите и ги имам користено и ги знам веќе процесите, така да тоа ми е олеснително многу. За другото прашање, како ги мотивирам, може да го повторите прашањето, како би ги мотивирала? Што ви е потребно и вие да кажете? Да. Да, па сметам дека, мислам дека е доволна мотивација тоа што сум во Македонија, не сум иселена во странство и го продолжувам бизнисот, така да имам голем удел од веќе неколку години и со моето искуство од маркетинг, од моето знаење од маркетинг и од тоа го комбинирам, така да мислам дека тоа е се склоп на околности и мислам дека да веќе ги мотивирам и многу од младите се како да кажам изненадени кога помлади луѓе се вклучени во земјоделство. Така да се повеќе се заинтересирани, доколку
Исто така сметам дека докога има повеќе грантови и финансиски се повеќе мотивирани да бидат вклучени. Како јас лично? Не да се вклучувањето, повеќе да покажете својот глас, да бидете погласни и слушнати. Што може да направите за да бидете слушнати? Добро, Повеќе од таа насока беше. да. Ние сме стари, да не ќе да го кажам тој збор, поинаку размислуваме, поинаку се однесуваме кај младите, се поразлично. Иако сега ми се приближувате, Тоа дека имаме поголема слобода кога имаме нешто свое, ќе се бориме за тоа, така да и другите ќе ги мотивираме да почнат нешто свое. За првото прашање најпрво. Дали денеска ако немав наследено веќе постоечки бизнис, па не знам, не можам реално да дам некој одговор. Борбеноста ме вика дека да, ама една друга страна на таа линија на полна отпор да наречеме било не. Сепак мислам дека прашањето треба да биде насочено повеќе на оние реално што не се влезени веќе во секторот. Од аспект на инфраструктурата, потребната инфраструктура во руралните средини, јас секогаш би го кажал најпрво здравството. Најголем дел кај нас од младите кои што се селуваат од тие причини: здравство, правда, ја спомнам и корупцијата. Да, патна инфраструктура, да, потребно е за движење, но многу поголеми се проблемите. За гласот на младите, мислам дека се потешко ќе биде гласот на младите да се слушне, бидејќи се помалци ги има. Здружувањето на тие млади сили ќе придонесе се слушне гласот на младите. Верувајте, толку малце нема што не може да се најдеме во државата. Да. Фала. Добро, ви благодарам за одговорите. Професорката онака професорски истражувачки ги постави прашањата од научен аспект. Професорката Ана Симоновска прво може, пошто да. Тоа јас би замолила ако може на словачката експертка, ако има некој прашање да ја биде поставено, зашто таа ќе си... Да, еве од професорката Ана Симоновска е прашањето насочено кон експертката Ивана. Благодарам за дадениот збор. Најпрво сакам да ги поздравам повторно младите што тука дошле и што ни ја кажуваат својата приказна, своите проблеми. Сите овие млади се и активисти, затоа што учествувале во многу различни јавни дебати, учествуваат во поттикнување и на други млади. Ги познаваме и од претходно некои од нив и знаеме колку се вклучени и се заложуваат не само за своите потреби, туку и за потребите на останатите млади од руралните средини. И секоја чест и поздрав од моја страна. Но еве, како што рековме, да искористиме и нашата експертка од Словачка. Сакав да поставам две, да речам, прашања или три кои што се надоврзуваат. Прво, многу интересен концепт имаат и развиена методологија за поттикнување на предприемачките вештини на младите. Во Словачка и рече и дека и пошироко, повеќе земји се вклучени во таа иницијатива. Па сакав да прашам како прво прашање како може овие млади тука што се со нас денеска, а и нормално и нивните колеги, како може да ги вклучиме во вакви иницијативи за поттикнување и подобрување на образованието, да ги вклучиме во таа платформа што веќе Ивана со своите колеги ја имаат развиено и ја негуваат. Сигурно спомна и Горан и Наталија дека им се потребни и образование и поттикнување и усовршување на нивните вештини и мислам дека и на Иван и на Јованче тоа ќе им биде од корист, и на сите останати млади. А второто прашање ми е колку овие програми што ги имате внесено за едукација на младите во однос на предприемништвото, со симулации спомнавте, се вклучени во редовните програми
во училиштата и на универзитетите и како можеби нашето Министерство за образование да се вклучи со другите министерства со кои што вие соработувате, да потикнеме една соработка и на институционално ниво, на државно ниво и да ги вклучиме пократкорочно веднаш да може овие млади да ги користат тие образовни програми, да ги вклучиме некако во платформата. Благодарам. We cannot hear. Oh, it's okay. It's okay, yeah? You can hear me. Okay, thank you so much for the questions. I will start with the second one. So first of all, the practice enterprise methodology in Slovakia is being integrated into compulsory education at secondary schools, meaning it's a compulsory subject which is led through and by Ministry of Education, and we are partner of the Ministry of Education in making this education or methodology more effective, innovative, and current. But different countries have different models. So I know that, for example, in Belgium, they have like a social enterprise that rolls it out. But generally, this education is under Ministries of Education, and it's the most effective way of how to implement it because they can implement it nationwide. And therefore reach the most students. However, if you want to, for example, implement it just in rural regions, this can also be integrated into educations, or at least in Slovakia, our regional counties can also decide what subjects are taught at secondary schools in their region. So that is one way. I think that what you mentioned is great. The most effective way would be if our institutions could talk and cooperate. The usual method of how other countries or new countries adopt practice enterprise methodology is that they become a part of this pan-worldwide platform, and they have a country that mentors them. And in relation to Slovakia, this can be done, for example, through our developmental tool under Slovakate at the Ministry of Foreign Affairs, which is called Sharing Slovak Expertise. It usually starts with identifying people or the most relevant persons at your let's say Ministry of Education and so on, and exchange of those experts. So either organizing a study trip to Slovakia where we can sit down, talk about the details of what, for example, your situation at the ministry is, what barriers there are. Slovak ministry would share the experience, and we would provide our expertise as well. And then to take it from there. From the European Union, there are many grant calls from smaller ones, Erasmus, but also Horizon and so on, that can support such adoption. And then for the first question, how we can get young entrepreneurs, such as the guests that you have there involved. I would recommend, I'm not sure whether your ministries provide grants to NGOs or experts, but what we had Spain, Germany, and other countries in Europe that are interested in our methodology, and we were able to communicate with some or cooperate with some of those bodies to create these programs for adults. So practice enterprise methodology, especially with this innovation scheme, that not only helps you to maybe find a business subject, but how to make your product better, how to enhance the services that you provide, how to really find a unique niche in your business. That can be done even for adults, once again through using different tools or grants. Please tell me if I have answered your questions. If not, feel free to ask.
Yes, you have answered the questions, but I thought that you mentioned that there are online platforms that also could be maybe available to our people here, young people that could join you there at the courses and practice of these entrepreneurship skills. Regarding our practice enterprise methodology, what I meant by those virtual tools are the tools that are available for practice enterprises, which means that if you create a practice enterprise and you register within PEN or within your national center for practice enterprises, then you get access to, let's say, these virtual offices, and you get like information about the laws in your country and these kinds of things that are really valid in the entrepreneurship ecosystem in your country, and you can use them to simulate the business, which helps you to get a better idea what conditions your country provide, what benefits may be, and you can test even these mundane tasks regarding taxes and other things, but these are only available to practice enterprises that are registered. But regarding entrepreneurship courses, it's great that you're asking. There are many free like courses where you can learn more about entrepreneurship. University of Michigan has an institute which is our partner. They are called William Davidson Institute. You can check their website, and they offer even social entrepreneurship or eco-entrepreneurship courses very often for free, and they look for participants from like Europe and the Balkans and Eastern Europe and so on very often, so you can check that. And regarding our methodology, Practice Enterprise 2.0, that's just our expertise in Hekima at the moment. So we have created like the methodology. There are textbooks, different kinds of like board games and these kinds of things. We are very happy to, we have some of them in English, so I'm very happy to provide you with them. If you are interested, you can just email me. And some of them are only in the Slovak language. So you can just email me anytime and we can talk about how we can support you. Thank you. Thank you, Ivana, for your answers. Може да продолжиме со панел дискусијата. Колегата Перо, сега од агенција или... Сега не ја од агенција ве знаев, така да сега е веќе заменено моје. Не. Каде смени? Океј, да. Благодарам. Освен што ги слушнавме предизвиците на младите, ја би им поставил две прашања на нив, да бидат дел од решението, например. Може да заклучиме дека како еден од проблемите со кои што се среќаваат е пристапот до финансии. Дали тие имаат некој предлог решение, бидејќи знаеме дека не се интересни за банките и за останатите финансиски институции, дали имаат тие некој предлог решение што ќе може да се разгледува, надградува. Тоа е првото прашање. И второто прашање, рекоа дека не се информирани. Но ова време со дигитализација по социјални мрежи и секакви информации, дали некој друг начин може да предложат на кој што ќе стига информацијата до нив? Значи, дали социјалните мрежи сите ги следиме обавезно, сите имаме мејлови у денешно време, кога пријавуваме субвенции, мејловите задолжително ги ставаме. Значи, некој начин да предложат за да бидат информирани, да не пропуштаат битни работи. Тоа е. Благодарам. Може, прво беше прашањето за предлог решение во врска со финансиите. Ние веќе неколку пати го имаме дискутирано тоа со представници од Министерството, ако не се лажам. И беше, да, банките не се, ние на банките, на комерцијалните банки не сме интересни, тоа е точно, ама затоа имаме од друга страна Развојната банка, која што, ако добро се сеќавам, исто беше во Словенија, само различно беше името, не беше Развојна банка. Во Словенија таа банка ги финансира земјоделците, не се комерцијалните банки. Така да, и сега секогаш кога ќе зборуваме со Министерството, да, тука ние немаме надлежност на тоа. Па добро, најверојатно тя оди на малку повисока инстанција да се разговара тоа. Во врска со информациите, ако не се лажам, имаше порано
многу одамна беше, најверојатно 2016 година, имаше една иницијатива од страна на владата, каде што, ако не се лажам, се викаше e-подсетник. Алатката, каде што се регистрираш, внесуваш од кој сектор доаѓаш и буквално за секој повик објавен, за секоја информација, ти стига информациите на мејл и на SMS. Зошто тоа го снема? Никој нема одговор. Едно време стоеше 4-5 години на агенцијата како како рекламче на веб страната и кога гледаш беше сервер ерор. Па ете, знаете? Може би да Не, имате и точно. финансиски средства од комерцијалните банки кај што разликата ќе ја надополнува владата или да ги добиете средствата финансиски во вистинско време кога ви требаат. Што како што кажа претходно Јованче, мислам дека беше, не ми требаат мене субвенциите кои ќе ги земам приходите, ја ми требаат кога треба да ги одгледам. Точно. Тоа е тоа. Значи да се направи некоја таква стратегија, например, тие кредити или пристап до финансии да ви доаѓаат во периодот доколку нема мерки за грантови или било што, да ви доаѓаат во периодот кога тие средства, дали по дејност или било како. Знаете како и ова е словенскиот модел. Со тоа што дури и тоа не е доволно, во Турција има еден нов модел кој што го спомнавме годинава, а тоа е дека имаат они еден начин, они ако не се лажам го викаат солидарно финансирање. Во смисла земјоделието е зависно од многу фактори. Многу фактори влијаат на него. И сега не може ние да кажеме дека да финансираме инвестиција која што биде 10 годишна на 10 години на отплата и сега секоја година што се случи ако втората година удри град, имаме климатски промени или ако измрзне производството. Што ќе се случи тогаш како земјоделски колпови? И он има направен систем колкав е приносот, односно колкав е бил во случајот прометот, така на тоа Да, преводот оди за експертката во моментот. Океј, а дали вие сте настапиле некаде со овие ваши идеи пред надлежните институции како предлог мерки или само си ги зборувате измеѓу вас? Не, добро, затоа ве провоцирам да дали сте настапиле како конкретни ова е провокација, мора да кажете дали сте настапиле пред надлежните институции со конкретна мерка прифатена, одбиена, разгледувана, се разгледува кој е епилогот од тоа, бидејќи овие не се проблеми од сега, овие се наназад. 2024 година имавме една работна група која што се создаде каде што имаше представници од Министерството и дискутиравме и дадовме многу предлог решенија и мерки, кои што не можам да кажам дека не беше се беше одбиено, имаше дел особено во критериумите кои што ги дадовме за како предлог за млад земјоделец, и оваа година видовме дека дел од нив се имплементирани, ама тоа беше еден многу мал дел од сето она што ние го дискутиравме. Сите овие и сега пак ќе се вратиме на тоа дека нема капацитети, дека Министерството и агенцијата немаат капацитети, дека не сите работи се зависат од Министерството, кој треба на повисока инстанца. Да, ама што треба да направиме? Ние како млади земјоделци да разговараме директно со премиерот за да мислам, вали има некој скалело како да стигнат сите тие предлог мерки. Не, валјда сте здружени Федерација на фармери, значи стапувате кога се прават програмите, неверојатно сте консултирани. Тоа е Океј, провокативни прашања и ги знаете одговорите. Сега што да ги кажуваме? По 100 пати истото е. Секогаш кога се прават програмите сме консултирани, секогаш ги даваме препораките и се трудиме да се инфилтрират внатрешно во рамките на самите програми. Делумно се прифаќаат, делумно не се прифаќаат. И не е работата само за програмата како е направена. Работата е колку кога зборуваат за информираност. Значи, можам тоа да го објаснам зашто сме го дискутирале овие неколку дена, можеби не добро беше кажано. Значи, не се зборува за информираност само програмата да ја добиеш. Значи, ќе ја добиеш програмата, ќе го добиеш. Огласот е и супер, го отвораш и сега што треба да правам.
бизнис план, им треба поддршка. Се случува често пати за младите земјоделци. Еве конкретно ги разговаравме тие проблеми. Што е мобилноста е голем проблем. Сите документи во платежна треба да се носат во централа во Скопје. Подрачните единици едноставно не функционират, не ги примат документите, тоа е така воспоставено согласно законските регулативи, се треба да се донеси. Кога зборуваме веќе за онлайн време, каде што имаме и вештачка интелигенција, каде што треба да се развиват тие електронски услуги, тогаш треба да зборуваме и да се овозможат и ваквите модели на апликација. Не се овие млади деца реално ќе знаат, полесно ќе аплицираат така, отколку да губат еден цел ден. Еве тоа зборувавме со Јованче, вика јас цел месец 5 дена губев, трчајки по овој документ ми треба, па ајде дојди до Скопје, па донеси го, мене цел ден тоа ми лета. Од Будинарци до Скопје, цел ден е тоа. Не е инфраструктурата многу добра. Во таа проблематика, таа информираност да се подобри, таквите достапни услуги, значи да се направат едноставни за да можат младите да аплицираат и да ги добиваат, убаво кажа Горан. Тие информации ние имаме како услуга еве во Федерација, ама тоа е реално ограничена услуга за членството. Кај наш членството SMS пораки добива, еве ги тука и председателот на Федерација, членови се овдека децата, без разлика добиваат SMS порака за секој повик што излегува во платежна, кај ни встигнува на SMS порака дека тој повик е излезен, ама тука завршува приказната. Како ќе се аплицира, како документите, како бизнис планот ќе се направи, каде што е потребна едукацијата, треба тука да се разговара. И исто, сакам само едно да надополнам, многу се важни за младите. Еве во баш овие неколку дена разгледував и јас претежно, значи многу се важни да има гарантни фондови. Значи овие млади луѓе се ограничени, затоа влегуваат заедно со жените во маргинализирани групи на граѓани. Значи ограничени се со кредити, ограничени се со земјиште. Баравме сега законот за земјоделско земјиште се отвори. Баравме тука поволни услови за младите да влегуваат. Значи како тоа наследството да се пренесува, исто така и наследството лесно да се пренесува на земјоделско стопанство. И тоа е многу важно. Значи има големи бариерни процедури кои што треба да се поедностават во тој сегмент. И тоа би биле едни од препораките кои што би сакале да ги усогласиме. Не можеме да кажеме дека без гарантни фондови, без можности за наследство или закуп на земјиште и без вакви алатки се многу едноставни. Сакам да ја кажам нешто на професорката, сега се размуаветив, ама толку, уште една минута и толку. Да оставиме на другите. Значи, како да ги направиме младите да настапат? Како да ги направиме кога ние не му даваме можности на младите? Каде ни се да отвориме? Се прават и еве, конкретно да тргнеме од највисоко ниво. Политичките партии, каде што се креатори, каде што можат да влегуваат во дел и на општини советници и на парламентарци, кои можности му ги дале на младите? Во невладин сектор, еве конкретно во институциите. Ќе одам во институциите, каде се младите? Значи, ние не сакаме ни да ги слушаме. Ке влезат младите, ние со ова не се согласуваме со нив. Значи, чекајте бе луѓе, овие се други генерации, не можат да размислуваат како нас на 43 и 50 години. Значи, млади генерации имаат понапред, немаат трпение, сакат побрзо да го направат, сакат да имат слободен живот. Таа е таа Z генерација. Ние треба да се навикнеме дека таа генерација ќе го преземи новото време, што се однесува до невладен сектор. Јас секогаш кажувам дека на младите треба да им се даде предност, еве конкретно, и во овие невладини организации, тоа сме го дискутирале, еве го и Стеванче тука од Федерација. Јас сакам да ги видам младите, еве конкретно во Федерација, да ги видам во управувачките структури. И ги мотивирам затоа што тие треба да ги преземат. Но невладиниот сектор од младите веќе, да ви кажам, многу се напреднати, повеќе сакат преку мејлови, преку интернет, преку овие социјални мрежи, дружби, така комуницират. И мислам дека и невладиниот сектор треба да се менува во насипка на нивните потреби. Ама треба да им дадеме можност на младите. Не да ги критикуваме постојано. Тоа е тоа време што доаѓа, ние не го прифаќаме, ама треба да му го дадеме просторот. Тие се тие што треба да владеат реално. Ако може само се надоврзам со уште едно, пошто прашањето беше конкретно за информирањето. Еве чисто една информација, не знам дали знаете, ама скоро за секој повик кој што се аплицира преку
системот за апликации на платежна агенција. Не знам дали знаете, ама деталните упатства за апликација се единствено достапни на самата платформа. Знаете колку земјоделци стигаат до самата платформа? Многу малци. Во врска со документите кои што треба, многу често излагаат тие повици каде што прв дојден, прв услужен. И сега јас сум во Валандово. И сега во документацијата треба да има доказ, односно потврда за уплатени даници од УЕП. Во Валандово, за да извадите потврда, е потребно 3 дена. Во Скопје, 1 саат. Дискриминација? Не знам. Од УЕП во Берово недела и пол до 2. Во однос на информираноста и на помош при апликациите, ја тука би ги посочила и советодавните служби. Дали вие ги користите советодавните служби за помош? Се активни. Мислам, сегашните и тие со намалени капацитети, се активни им помагаат, искрено им помагаат на земјоделците. Има време да... Да, може, да. Вака, чисто моја перспектива, значи, што се однесува до советодавните служби, како што кажавте многу убаво, значи има институции кои што баш нивната намера е да ги советуваат земјоделците, да им помогнат при аплицирање, при спремање на документите и така натаму. Едно од тие институции е Агенција за потикнување на развој на земјоделството. И еве ќе ви кажам конкретно во Скопје, секој земјоделец кој што се обратил за аплицирање, колегите секогаш, иако не сме во истата институција, секогаш им има помогнато при аплицирање и при подготовка на документацијата. А што се однесува до електронското аплицирање, како што самите кажувате, значи да биде се електронски, односно да биде се дигитализирано, тоа е зборувано и со влада, значи треба да се сменат низа на закони, за да може не само во земјоделството, верувам и во другите институции, да биде се преку целата документација да оде електронски. Сега, најголемиот дел од огласите се аплицира електронски, како што кажавте, и за тој момент од прв дојден, прв услужен, не се мисли на, пример, фалил документот до ЈП, не е тоа проблем, туку таму се мисли во насока кога се прави рангирање, да тој што дошол прв и тие што имаат исти бодови, се одредува границата колку корисници ќе земат средства. Конкретно за млади земјоделци оваа година немаше рангирање, зошто? Бидејќи сите кои што аплицира и сите кои што ги исполнува условите беа добитни и немаше ранг лист. Така што тоа сакам да го дополнам. Моја препорака е чисто кон младиве земјоделци, да, значи треба да ги задржиме во руралните средини, треба да им помогнеме. Не треба младите земјоделци да се оптоваруваат со биократија, со документи и така натаму. Јас затоа секогаш ги упатувам додат во Агенција за потикнување и развој да им помогнат, да не губат многу време. Инаку документацијата која што ви се бара, можете и преку пошта да ја пуштите и да чекаме 4, 5, 10 дена, не е проблем, значи имаме толеранција. Зборам во делот на национални програми, кај ИПАРТ е малку построго, тамо не навлегувам. Така што имаме обзир, се воеме телефонски, ги известуваме да дополнат документи, ги чекаме, да не речам некогаш и ги молиме да дополнат за да земат финансиски средства кои што им следуваат. Така што и мојата препорака што беше, не се докажав, уште ова сама да не должам многу, јас препорачувам младите повеќе да се фокусираат на укрупнување. Еве конкретно и самите зборевте за земјоделска задруга, зошто бидејќи сте помокни во самиот производствен процес, помокни сте и во продажбата на своите производи, услуги и така натаму. И друга работа е тоа што државата во последниот период многу вложува во земјоделските задруги. Како што кажав, имаше јавен повик годинава, каде што се доделува до 15 милиони денари, ако не се лажам, тоа се околу 230.000 евра, што воопшто не е за подценување. И самиот закон како што се смени, значи порано беше со 10 членови требаше да бидат за мали задруги, односно 20 за големи задруги, сега новиот закон дозволува и со 5 регистрирани членови. Така што моја препорака е да се укрупните во земјоделска задруга и така да настапувате. Да се надоврзам на ова значи е планирано согласно новиот закон што е во изработка од страна на министерството, да се оди со организации на производители. Тоа е една повисока форма на здружување, каде што ќе има значи финансирање, поголемо финансирање и повеќе пристап до фондови. Така да го поддржувам Дарко,
здружувањето е перспектив. Економското. Економското да разграничи. Задруга, земјоделска задруга, здружување, организација е перспектива на модерното земјоделство, да. Доколку дали имате некој друг? Габи Мицевска од Габриела Мицевска, швајцарска програма за зголемување на пазарна вработливост или име. Прво, многу би сакала да се заблагодарам на организаторите на изборот на темата. Значи, темата ми е слабост. Знаат тие што ме познаваат, дека еве неколку години се трудиме, пробуваме нешто да направиме заедно, некако да го подигнеме нивото и поддршката да ја на младиве фармери, ентузијазмот на младите фармери. Значи, имаше една иницијатива која ја поддржавме, Горан кажа, однесовме една група на млади фармери, 9 златни деца, срцења во Словенија, отидовме, го видовме нивното искуство, се вративме шокирани и полни со ентузијазам дека нешто можеме тука да промениме. Децата седеа 3 дена, работеа од сабајле до вечер, врз база на тоа искуство ни помогнаа професорките Ема и Ана да направиме некаков предлог, мерки, што може ние во држава да направиме, да станеме тоа што во Словенија е Сојузот на млади фармери. Сојузот на млади фармери во Словенија, министерката не може ниту една мерка, ниту еден закон, ниту еден правилник да донесе без младите фармери да му ги одобрат. Вика, ништо не смем да направам без младите фармери. Тие се корективната мерка на Министерството. Сојузот е поддржан од Министерството и финансиски. Значи, 70%, ако не се лажам, Горан, од поддршката, ја добиваше Сојузот од Министерството, ама се први кои се борат за правата на младите. И тие си се секако членки на федерации, асоциации, мрежи, тоа си е сосема друг тип на здружување. Меѓутоа, своите права како млади фармери ги бараат преку Сојузот на млади фармери. И ние бевме спремни да поддржиме таква иницијатива, имаше интерес, почна цел, меѓутоа некако ентузијазмот спласна, отидоа во Министерство за земјоделство со конкретни предлог, мерки, напишани од закредитирање, од трансфер на знаење, меѓутоа за жал капацитетите, можностите и да не се навраќаме наназад, предлозите за измена на критериумите на постоечките се прифатија. Јас се надевам. Значи, ние остануваме заинтересирани да поддржуваме вакви иницијативи. Се што можеме да направиме. Многу ми е драго, секоја чест на младиве фармери, секоја чест на вашиот ентузијазам. Вие сте тие кои треба да помогнете да одиме напред во земјоделство. Дајте, здружете се заедно, бидете појаки. Немојте да дозволувате, супер се младите старите фармери. Нивното знаење и искуство апсолутно е многу важно. Меѓутоа, вашиот ентузијазам е многу голем, бидете упорни заедно, за да може да се изборите за вашите права. Имаше дури идеја да се направи посебна подсекторска група за млади во Министерство. Па после викаат, после рекоа, може да бидат членови во секоја подсекторска група да има млади фармери. Секако вие си имате. Кај вас имате во управен Иван, вие злато во федерација. Значи имате, секаде има млади фармери. Меѓутоа, друго е кога заедно младите ќе настапат за правата само на младите. И јас се надевам дека некогаш и ние ќе доживееме да имаме нешто слично што има Словенија и каде што младите ќе ги креираат политиките. Само толку. Не сакам повеќе да зборувам. Ние остануваме како име програма спремни да ги поддржиме младите доколку има некоја иницијатива. Толку од мене. Благодарам, Габи. Дали има да привршуваме? Да. Тогаш ја да ја поканам професорката Мартиновска. Да. Ќе дојдеш тука или таму ќе? Да. Незините, значи завршно излагање и работни препораки. Иако имам тешка улога после инспиративниот говор на Габи, мислам дека навистина ова беше финале на овој долг ден, меѓутоа доста содржаен. Мислам дека можеме да заклучиме дека денеска имавме навистина од состојба, теоретски и концепцијски рамки, искуство нели од Словачка за некои видови за поттикнување на претприемништво до, би кажала, кулминацијата на денешниот настан, тоа е панел дискусијата на младите земјоделци тука,
што на вистина дава една апсолутно, јас се надевам позитивна енергија кај сите нас, затоа што во таа што ви ја споменав визија на Европската унија за 2040 има една реченица која што е издвоена, вели и днината на обезбеденоста на со храна лежи на рамената на младите луѓе во Европската унија. Викам, буквално ви го преведувам и размислува што е лежи на рамената зависи од младите. Дека ние, колку е просечниот фармер, рековме над 60 години, до 2040 за 10, 13, 14 години, ова е генерацијата што ќе треба да произведува храната и апсолутно мислам за секоја дискусија, без разлика на кој ниво, што е поврзана со аграрната политика и секторот, секогаш ова мора да биде хоризонтална тема што меѓу првите треба да добие на значење. Сите други политики немаат никаква функција ако нема нели понатаму кој да го наследи и да го води секторот. Нема да навлегувам многу, само ќе ставам акцент на некои точки што денеска повеќе пати се спомена, затоа што мислам дека имаме консензус по сите прашања. Дека апсолутно е потребна поддршка на младите. Ова сега Габи што го дискутираше понатаму и во насоки на прашањето од Ана. Мора да има некаква форма на делување, заедно сте посилни. Нели тоа има многу гласни и многу, да речеме, успешни индивидуи во гледаме меѓу младите, секогаш сплотени, ќе бидете посилни како глас, а реално и знаеме како функционираат работите. Заеднички сте посилни, имате повисока моќ за преговарање пред донесувачите на одлуки, за да навистина се случуваат некои промени и да бидете неизбежен фактор во секаква промена која се однесува на политиките. Морам да кажам дека денеска се зборуваше нема оваа или онаа страна, туку на крајот имавме една анализа пред неколку години, мислам дека беше едни брифови што ги правевме за Националната федерација, ја свртивме на опачки работата, дека секој граѓанин на оваа земја секој ден дава по 7 денари за финансирање на земјоделската политиката за земјоделство и рурален развој во нашата земја. Значи сите ние ја финансираме политиката, вие ја програмирате, ја имплементирате за да дојде кај крајниот корисник, затоа што свесни сме, затоа се финансира и земјоделската политика и во Европската унија, дека секторот не може да обстојува без поддршка. Сега целата работа е таа поддршка да оди паметно. Значи, кај нас не се мали средствата кои што се издвојуваат за земјоделските политики, меѓутоа ние стално го зборуваме тој баланс. Добро е, директните плаќања ви помагаат во одредена ликвидност, да кажеме, во текот на годината, меѓутоа на долг рок се само инвестициите и нели вложувањата во бизнисот кои што возможуваат, да кажеме, развој. Многу се обидов се да запишам од дискусиите, затоа што ние ќе се обидеме и да имаме тука неколку студенти денеска, затоа велам се е поврзано. Атрактивноста на секторот е важна за младите земјоделци, меѓутоа и за образованието и обучувачите. Значи, не може во некој сектор да има луѓе, во друг да нема. Значи, секаде се потребни луѓе за да се функционира како што треба. Би сакала да истакнам само уште една работа. Ние споменавме, може би, премногу диверзификацијата. Апсолутно е важно земјоделството да се развива во руралните средини, меѓутоа, за реално одржлив развој мораме да имаме и неземјоделски активности во руралните средини. Значи, тие работи мора да одат рака под рака, затоа што ве спомнавте, градинка, фризер, имаше една добра земјоделка ногти што правеше во едно село, дали беше во Будинарци или Владимирово, а мали фабрики. Значи, сите тие бизниси, затоа што па може вашите сопружници да не работат во земјоделство, да работат во некоја... Меѓутоа, дека мораме да не се фокусираме само на земјоделство во руралните средини, туку и на земјоделските и на неземјоделските активности. Реков, зошто е битно да не се само пари и да не се само директни плаќања и да не се само инвестиции. Што вреди некој да ви даде машина ако не знаете како да ја монтирате, јутре како да ја користите. Одличен пример даде Горан со овој примерот за техничка експертска помош. Значи не е само да добиете еве средства, не е само да ги инвестирате,
клучниот момент кој што ќе го заврти кругот, нели, на оплодување на инвестицијата е на вистина конкретно знаење од секој аспект. Оно што го спомнавте за информациите, во суштина е знаење и вештина. Како да ја најдеш информацијата, како да ја прочиташ апликацијата, како да ја пополниш. И тука треба поддршка. Поддршка ви треба и за самото производство, како некој спомена од вас. Ние и на студентите викаме, земјоделски производител има 5 глави, најмалку. Произведува, координира, планира, се бори со болести, продава, све сте, менаџери, промотори и така натаму. Нормално е дека не може секој да биде совршен во се. Значи, таа техничка поддршка, како на, нели, од административно до конкретно знаење за кој пестицид, како да кројам и така натаму, вие не само на младите, на сите земјоделци има апсолутно, меѓутоа би рекла можеби повеќе на младите, бидејќи има нови техники, нови технологии кои што можеби повозрасните не можат да им ги пренесат. И исто уште една точка што ми направи внимание, знаеме, главен проблем ни е работна сила, кој спомена, нели, 500 денари час, 400-500 денари час е стигната, мислам, неверојатно ако ги гледаме калкулациите од пред неколку години, повеќекратно зголемување. И тоа е состојба што е тука. И најверојатно дека или треба да имаме подобри вештини, значи подобра продуктивност, или неминовно мораме да одиме кон автоматизација, па некој спомна и роботика, секако дигитализација, како алатки да ни го помогнат процесот. Така што и самите мерки на политиката апсолутно треба да го поддржуваат това, ама нели како кажавме и со техничка помош како да станат сите овие видови, да речеме, на вложувања поефикасни. Нашиот процес на работа, ние некогаш ги правиме препораките пред сесијата, ви ги дистрибуираме, па тука ги дискутираме. Денеска се решивме на ваков пристап на слободна програма, бидејќи сакавме на вистина и од панелот и од тука сите учесници да произлезат главните, да речеме, поенти што можеме да ги понудиме како решенија. Заедно со тимот, со целиот совет, во наредните, да кажеме, недела дена ќе ги срочиме овие препораки и ќе ви ги пуштиме. Така што ќе имате можност да интервенирате, да додадеме нешто, затоа што тие препораки не се, нели, тие се динамички препораки, секогаш може, меѓутоа имаат силина само ако се поддржани од еден ваков форум и понатаму конвенцијата има одлични механизми со кои што овие препораки навистина стигаат до многу институции, донесувачи на одлуки, сме имале дури и ситуации кога ни рекле, еве штеклиравме ова, сега работиме. Ова што вели Габи, се обидуваме на секој начин главните овие приоритетни прашања да ги подигнеме на повисоко ниво и да делуваме еве на овој начин. Не знам дали еве нешто би дополнила, може би. Не би дополнила, само јас пак ќе кажам, бидејќи акцентот во самото дефинирање на препораките ќе биде она што го кажуваат младите, реално. Бидејќи сепак треба, кога спомнуваме, да му го дадеме можноста гласот да се слушне. Мене многу ми беа интересни дискусиите кои што ги имавме со двајцата представници. Реално се отвори добра дискусија и мислам дека од препораките, тоа Александра што го заборави, се економските форми на здружување за младите. Не сакав да не влегувам, меѓутоа заборавив една многу важна. Тоа имав само да потенцирам. Акцентот да се стави на младите и на нивното размислување. Јас би кажала благодарам уште еднаш. Јас само уште една работа би додала, една реченица за господја Улична, мислам да нели која навистина ни помогна во целиот процес и со одлична презентација, би го ставиле како препорака тоа што беше одговор на прашањето на Ана, дека имаме тука и представници од Министерството за образование и наука, навистина треба да се истражат тие можности, гледате кај нив е задолжително образование, ваква практична настава. Затоа не само земјоделство, било како вид на предприемништво, на вакви да ги охрабруваме, зашто предприемништво е храброст, така, амбиција, иницијатива, да се поттикнува и да видиме дали има некаква форма, ако се следат сите чекори, зашто да не биде ова реалност и во нашите училишта. Ви благодарам, професорке, за препораките. Ја мислам дека може да и дадеш збор на Ивана. Еве, јас би сакала во моје лично име да се заблагодарам за позитивниот одговор на нашата покана за учество
И многу ми е драго заради тоа што начинот на кој што таа практично го принесе она што се прави во рамките на Словачка и во многу други држави во Европската Унија. Ивана, благодарам и се надевам следниот пат ќе ве видиме во Скопје. Дефинитивно, ова е втор пат онлайн и е време да разговараме, ама на време и со време, дека ќе организираме и следна сесија. Повели Ивана, може вие да се одјавите. Знам дека се брзате, договорот беше до 2 часот. Ви благодарам што станавте подолго. I would like to thank you all for having me. First of all, it was a complete privilege to be with you again, and I really hope that we can once again meet in person. We have some cooperations in Skopje, so I will be traveling there. So please, if you would like to meet or consult anything, do reach out. And I mean it when I say I'm really passionate about this methodology and young people, so I'm here for you if you would like to discuss anything further. And our Ministry of Foreign Affairs still has some tools that we can use if you wanted us to help you to maybe transfer that methodology to Macedonia in any form or extent. So thank you once again for having me. I have another event at 3:00, so I have to run. But I wish you a good discussion after the session, and thank you once again. Goodbye. Благодарам за присуството. Да. Поведете, професорке. Мора да е вака. Ви благодарам многу на сите што бевте дел од оваа многу жива дискусија што ја имавме. Таа е вообичаена во оваа работна група, а сега беше уште повеќе збогатена со присуството на овие млади луѓе кои што навистина дадоа посебна енергија на диалогот, на она што ние вообичаено го правиме, меѓутоа беше навистина поразлично со вас во овој втор дел на сесијата. Чувме многу работи, ние не сме од областа, меѓутоа ги следиме нештата што се случуваат. Добивме конкретни прашања, има и многу конкретни одговори. Во однос на препораките, јас мислам дека ние препораките ги сумираме од сите што учествуваа во дискусијата. Не само од младите, туку и од другата страна и сите оние кои што дадоа одредени предлози. Според моето мислење дека генерациите треба да бидат единствени. Секоја генерација има своја улога во општеството, меѓутоа дека ние сега се враќаме малку на нешто што сме го пропуштиле во некој период кога ја запоставивме оваа димензија, но не е само тоа, туку големите и длабоки промени што се случуваат во општеството направија да имаме јас меѓу генерациите, што не се случувало во минатото, што е сосема нормално. И се чини, изгледа дека ние не можеме да го следиме овој тренд на младите кои што е во оваа Z генерација која што сега ние која што станува активна и која што треба да биде, чија активност Билјана убаво ја опиша, нема да останам на тоа. Меѓутоа, да не се заборави фактот дека сите генерации имаат еднакво учество и во креирањето на политиките, меѓутоа ја поддржувам оваа дискусија на Габи, дека младите треба да бидат вклучени и во процесите на носење на одлуки. Ние ги праќаме препораките до носителите на одлуки и стално велиме, ние одработуваме за оние кои што можеби ќе им служат на оние кои што носат одлуки, меѓутоа овде е навистина моментум да покажеме дека оваа генерација треба да биде вклучена во начинот на кој што се носат одлуките на секаков начин. Еден е од овие начини што ние овде ги практикуваме како конвенција. Се разбира, ова беше прилог на она што ние зборувавме, информираност, презентација на она што е направено, на она што треба да се направи така натаму. Така да продолжуваме понатаму. Овој модел на диалог денес беше убав за да продолжиме понатаму со вклучување на директни актери во тој процес на промени во земјоделството. Ве замолувам сега на крајот, ние што останавме и веќе сме блиски веќе сме 6 часа овде во оваа просторија, една, како да ја наречам, семејна фотографија, фамили фото,
барем на тие што издржавме до крајот. И ве поканувам исто така на ручек горе на 6 спрат. Не знам дали е лифтот поправен, меѓутоа ќе се качиме и ќе добиеме малце повише во желбата за поубава храна. Овде добро се готви, како и да е. Сите сте поканети горе на 6 спрат. И ви благодарам уште еднаш многу за вашето учество на денешната сесија.